Откако 47 годишниот Слободан Ангелов од Оризари сакал да подигне кредит од банка, дознал дека на негово име непознато лице извадило брзи кредити злоупотребувајќи ги неговите лични податоци. Видно вознемирен од целата оваа ситуација, случајот го пријавил во полиција, а ќе бара и судска заштита, односно оштета поради користење и злоупотреба на туѓи лични податоци. Денеска својата приказна ја раскажа пред камерите на телевизија Кочани. Мене се ми изиграле, моите лични податоци, лична карта ми е злоупотребена и на моје име е подигнено кредит 82.000 динара од Тиго, 32.000 динара теите од Тиго и 30.000 од некоја евро кредит. Таа имало уштип у Велес и у Скопје. А плюс тоа има 19.000 е подигнано исто на 20, 19.500 удваја се за 10. Ја тука работам у Флорис, у Пионир како инвалидно лице, јас сам на работа сам се бил, да не сумјат неле институциите неле дека сам јас се на работа беше. Оди у полицијата пријави, води се постапка, ја има документи од банката, од Шпартекс банка, има ја стар кредит за куќата, неле, има 5.000 евра, сака да земам друг кредит, тај стариот да го покријат, да ми дадат нов. Ама ако открија неле со лична карта дека на моје име е подигнено 5 кредита и не ми дадува кредит. Ја ќе падне од нервоза у банката од несвес, смиријаме и отидо пријавил полицијата, караме полицијата да однесеме ваков записник. Отидо однесол полицијата, направија записник и тражам молба до МВР, до јавното одвинителство Штип, Скопје, да се најдат лицата и да се казнат, а ќе се тража приватна тужба, ќе тужим за оштета за психички малтреирање, неле стресови, такви работи. Сакам ја да ми се на мене плате, а лицата да се доведат у судо. Па мојата лична карта беше стајана на мојот Facebook од 2001 кога стана војни инвалид. Тржи помош за куќата стара што ќе ми паднеше, донираа ми народ и беше оставил и мојата сметка од Шпартекс банка и лична карта. И некој ми ја злоупотребава. Са ја не знам кој е, ја да знам неле кој е, тидам неле директно дома кај тај неле, ама не знам кој е. Не ми го дават неле лицето, не ми го кажуваат кој е, вика не смееме да дадеме информации. Може вика нешто големо ќе се деси, неле, одека знаеш што може да се направи и како. Тоа полицијата знае, они викат оди си и се смири, немој да паѓаш у депресија, ја падна и не може да се смирам. Ангелов е вработен како инвалидно лице и неговите месечни примања не му дозволуваат да подигне вакви брзи кредити. Ќе оди до крај, се додека не се реши целата ситуација и ќе бара оштета бидејќи бил шокиран од информацијата дека на негово име биле подигнати толкова сума на пари. Вакви случаи се почесто се регистрираат во државата, па затоа тој како оштетен апелира до надлежните да ги пронајдат сторителите и соодветно да бидат казнети. А сите оние жртви да не се плашат и слободно да си ја бараат правдата, за да не се случуваат вакви злоупотреби.